Неодамна во Кина се одржа Мис Туризам и замислете, нашата представничка освои местото трета придружничка од вкупно 72 земји од целиот свет, што е фантастичен успех и токму таа е денеска наша гостинка Бисера Цуцулова, на мој големо задоволство. Добре ни дојде и честитки пред се. Ти благодарам, Марија, добро ве најдов. Ви благодарам екстремно многу за поканата. Преубав повод. Ова е награда која што дефинитивно мора да се прослави и вака да се назначи што се вели и во емисија. Трета придружничка од вкупно 72 земји од целиот свет е навистина голем успех. Да. Навистина неочекуван успех, барем од моја страна, бејќи само заради фактот што Македонија е толку мала држава како што е, кога ќе ја ставиш во конкуренција со Соединетите Американски држави, целиот азијски дел, Јужна Америка, навистина очекувањата па и не ти се нешто преголеми. Јас таму се представи во најдобро можно светло и ета ни се посреќи и на Македонија, па и на мене со неа. Преубаво, навистина ми се чини многу одамна не сме имале толку висок пласман. Да. Од 90-тите Македонија не пласирала ни во топ 10, а камоли во топ 5 на светско надпреварување за избор на мис. Помали титули сме имале, каде што конкуренцијата била од 20 до 30 девојки, али вака нешто светско Македонија немала пласман многу долго време. И еве ги гледаме фотографиите, можеме и да ги прокоментираме. Ти таму остана месец дена. Да. Месец дена беше таму. Не пол месец, да, 25-6 дена. Како изгледаа деновите пред самиот избор, што се случуваше? Раскажи ни малку. Деновите беа целосен карантин. Ние секоја девојка беше таму, како да ви објаснам, на мисија. Значи деновите ни почнуваа многу рано утрински, 5-6 часот наутро и трае се до 10-11 навечер. Ние сме сите таму со цел, треба најдобро да си ја представиш државата, најдобро да си ја представиш твојата дисциплина. Не е само убавината, не е само ова што го гледате вие на сцена, туку тоа е еден цел долготраен процес каде што секој ден ти се представуваш начинот на кој што комуницираш, начинот на кој што сликаш, колку можеш да издржиш со оглед на тоа дека сме имале и некои многу напорни денови. Што правевте за да биде напорно? Мислам, што се случуваше таму? Па сега на некој што го нема почувствувано, тоа може да звучи малку смешно, ама сликање, реви, предизвици, поздравување со публика, избор за мис во Кина е нешто огромно. Доаѓаа публики од 3-4-5 луѓе за да се поздрават со нас, за да се потпишат со нас, за да се фотографираат и тоа се замислете по 12 часа секој ден минимум. Некогаш деновите трае по 17 часа и тоа е баш цело време си во друг град, цело време си во друга општина, се запознаваш со други луѓе, се сликаш со други спонзори, со други продукти, други реви и кога сето тоа ќе те се акумулира во ден, во 2 дена, малце станува после 20-тиот ден напорно. Ама кога целта ти е јасна, све може да се оствари. Така, апсолутно е така. И ета преубава си и на самите фотографии. Очигледно не случајно, мислам и вака си преубава, очигледно не случајно ја доби оваа голема награда. Спомнавме дека 72 земји учествуваа. Со кого најмногу се дружеше? Па по дефолт се разбира со Балканките. Не можеш кога си цело време форсиран да разговараш и на англиски или да учиш нови јазици и да учиш нови култури, некогаш само на крајот на напорниот ден сакаш да се вратиш дома. И си се собиравме така ние Балканките, 4-5 држави од Балканот и сакавме така да се поразговараме на нашки, да направиме една ретроспектива на денот, али надвор тоа се здружив и со американката, со украинката, со филипинката неколку дена при крајот и со сите девојки пробав да направиме некаква комуникација. Морам да го пофалам изборот во однос на тоа дека не се чувствуваше никаква конкуренција. Сите таму бевме пријателки, сите таму бевме блиски и културни една спрема друга. И тоа е многу ретко, особено на 72 држави избор. И велиш дека организацијата буквално била перфектна? Организацијата беше на многу висок левел.
Ние бевме поделени со оглед на тоа дека сме многу девојки, бевме поделени во 3 автобуси, секој автобус имаше 3 подгрупи, секоја група се правеше различни активности за да може да се покрие сето тоа. Значи тоа имаше многу различни спонзорства, многу различни партнери со оглед на тоа дека за овој избор буџетот бил десетици милиони евра. Самата бина, имавме 4-5 бини севкупно, мислам дека беа 5 бини, каде што првично се представувавме за добре дојде, па после се представувавме во национални костими, па после бикини, се дорека да стигнеме до тоа финално шоу, каде што бината беше енормна. Без оглед на бината, хотели, 4-5 хотели променувавме за време на нашиот престој во Кина, да. И се што гледате на мене, освен креациите на Елена Лука, со кој што настапував за финалната вечер, и мојот национален костим од Ала Перл, секое друго парче облека ми беше подарок од организацијата. Не само на мене, туку на сите. А во однос, например, на фризура, шминка, постојано имаше... Секој ден. Секој ден, освен деновите каде што, нели, departure time ни беше во 6 сутрински, имавме full day на активности, деновите каде што излегувавме на бине или каде што имавме сликање, имаше цел тим од, не сакам да претерам, али мислам дека 100 луѓе беа на терен. И за косе, и за шминка, и за тенот, доколку беќе има некои девојки со лузни и слични ситуации, па и за се имавме тим тука спремен да ни помогне. Па тоа е навистина убаво и прекрасно искуство. Иако не е твое прво искуство, ова ти во други интервјуа кога си ми доаѓала тука во други земји си освојувала исто така високи места, така и сега. Значи не си прв пат на избор за убавина, во секој случај кога ќе ги споредиш останатите и овој во однос на самата организација, во однос на ти како созреваш во однос на претходните, како гледаш на нештата? Да, ми се чини дека ова ми е 20 или 21 интернационален избор за убавина. Второ вака во Кина, али во споредба со Мис Туризам Сити, што е многу помал избор, каде што ја представував Македонија пред 6 години. На Мис Туризам World дојдов многу подготвена. Под менторство бев на Роберт Граматиков, каде што господинот навистина ме подготви до највисок степен пред самото мое тргање за Кина. И едноставно не сум повеќе ни девојка, не сум повеќе најмалото девојче таму, туку сум овде некаде средна, па дури некај постарите да не кажам. И искуството си го прави своето. Знаев што да очекувам. Секој ден од прилика кога ќе ни ја пратеа планот, девојки доаѓаа кај мене и ме прашуваа Бисера што сака да каже организацијата, кој што се случува утре, што правиме утре. И можеби тоа беше еден од клучните фактори зошто Македонија го освои овој голем пласман, веќе бев навистина подготвена за секој ден до максимум. Ете, искуството си го прави своето, како велат. Се случува ли да почувствуваш некогаш несигурност? Ти преубаво изгледаш, буквално си што се вели перфектна. Меѓутоа, имаш ли некои моменти каде што самата не си сигурна за нешто или немаш доволна самодоверба? Па, секогаш ќе се појават некои такви моменти, бејќи ева самото сценарио. Ти си една од 72 девојки што се сите преубави, најубави, да кажам, од нивната држава. И овде се надпреварувате во однос на тоа која е поубав. А овде има многу различни девојки, многу различни култури. Некоја е посветла, некоја е потемна, некоја е со специфична коса. И секако дека може да настане тоа чувство кој леле, како се ќе настапам, што ќе биде ова, на што изгледам. Но тоа само те влече наназад. И на овој избор мислам дека дури не имав таков момент, ниту еднаш. Само бев своја, си бев опуштена, насмеана и си дојде само по себе, да. Тоа е најважно. По себе. Не го премислував воопшто. Финалето воопшто не го премислував ништо. Тоа значи па и во секојдневието дека треба да пуштиме убавата енергија, да не се споредуваме со други и да го гледаме нели својот пат. Да, само тоа. Кои други земји исто така освоја? Еве на бината гледаме и други земји. Да, во топ 5 бевме Кина на 4-то место, мислам Кина на четврта придружничка, значи 5-то место.
Јас, Бисера, Македонија, трета придружничка, втора придружничка беше Чешка, па Бразил, па победничката беше Полска. Имаше некои други помали утешителни награди, како најдобар национален костум, најдобар evening dress, тоа беа држави Индонезија, Сибир, Чиле. Так. И толку. Па, немаше многу титули, не изборов. Така, еве може да ја покажеме и на гледачите самата плакета која што ти ја дадоа. Опа. Добро, ќе ги. Добро, не е ништо страшно, многу ленти ми дадоа. Можеш и да ги покажеш и во камерата, баш да видат и гледачите. Првично беше топ 10. Откако не прогласија топ 10, имам плакети за топ 10. Имавме интервју раунд на самата бина за време во преносот во живо и од топ 10 не одбра тогаш топ 5 во однос на нашите одговори. Така. Еве и самата плакета. Многу тешка плакета, мора да нагласам. 3 килограми една, јас имав 2. И плюс пехарот е некој 10 килограми. Мислам дека се гледа на сликата од финалето. Тој навистина не можев да го привештам денеска во студио, оставам на гледачите од слики. Ке видат и од инсертите, да. Па фантастично и ете покрај твојата пасија кон модата, кон манекенството, ти исто така си моментално и студентка на Финки. Да. Како постигнуваш се? Цел живот ми било така. Уште од прва средно знаев дека си имам школа и си имам моделинг. Знаев дека си го сакам моделингот, знаев дека школото и училиштето, дека ми е едноставно обврска и дека морам да сум образована ако сакам да сум успешна во било кое поле. Веќе самиот моделинг и самите избори за убавина, ако нема ништо за таа убавина во однос на познавање, во однос на едукација, во однос на елоквенција, се пропаѓа во вода. Затоа сакам да сум успешна во секое поле во кое што ќе го пофатам. Па и затоа тоа ми е мотивацијата да бидам дисциплинирана и да можам да постигнам се. Да, многу пати и друг пат кога си ми гостувала, сме ја допирале темата на предрасудите, во смисла ако е убава, па дали е паметна, меѓутоа ти многу често сето тоа го имаш демантирано. Да, воопшто не прифаќам такви коментари со оглед на тоа дека некои од најпаметните жени јас што ги познавам се жени кои што се многу убави. Бидејќи тоа се е поврзано, не може девојка едноставно енергијата девојката што ја зрачи, тоа е тоа што ја прави неизубава. И ако има елоквенција, елегантност и познавање, култура за таа девојка, тоа се гледа. Каква сака нека биде секоја девојка на убав начин по дефолт. Не може девојче да биде неубаво. Да. Затоа едноставно начинот на како луѓето ја гледаат во однос на тоа колку е убава е енергијата која што она ја зрачи како жена. И таа енергија се збогатува со овие некои елементи што ги набројав, како што се образовани. Апсолутно. Еве да се вратиме на самото надпреварување, односно избор. Кој момент најмногу ти се допадна? Сигурно тоа ќе биде нели доделувањето на наградата, меѓутоа не мислев на тоа. Во однос на сите тие денови таму, што тебе најмногу ти исполнуваше? Да бидам наискрена, не сакам да бидам клише, али пријателството што го добив со Мис Србија, Мис Босна и Мис Хрватска, со оглед на тоа дека ми е 20-ти избор, можам да кажам дека е многу ретко така луѓе некои да се вклопат една со друга, да кажам. И навистина тие девојки ми остана многу мили и многу драги во срце, ќе ги поздравувам, еве јавно, сигурно ќе го најдат видеово некаде. Не знам дали ќе ме разберат. Па да, на YouTube ќе биде, можеш да им го пратиш. Да, не знам дали ќе ме разберат, бидејќи тоа не беше главна дискусија како не разбираат македонски. Али во однос надвор од тоа, имавме неколку интересни екскурзии со возење на бродови, со возење на монстер тракови и тие беа неколку елементи што навистина ќе ги памтам доживотно. И тоа е најинтересниот дел од избори за убавина, тие таквите екскурзии што ги имаме. Така. Бисера, ова не ти беше тебе прв пат во Кина? Не, втор пат и во Кина. 2019 ја представував Македонија на Мис Туризам Сити, многу помал избор како подорганизација на изборов каде што бев сега. Само што тогаш имав 15 години, конкуренцијата беше тинеџерска и таму освоив Мис Потенцијал. Па добро. Да. И тоа е за почеток одлична награда, нели? Да. И на вистина ете се покажа дека имаш потенцијал. Да, Бидејќи сега за нишиш после 6 награда. години во топ 5 да влез. Да.
Тоа е навистина голем успех. Во однос на патувањата, сепак се тоа далечни дестинации, секако имаш веќе искуство, меѓутоа како ете да се подготвиш и психички, и физички, и секако за далечни патувања? И со кого одиш всушност? Сама. Сосем сама. Значи. Сама си патувам, да. Секогаш попатно, со оглед на тоа дека се тоа многу различни авиони, леоварс, чекање на еден аеродром, чекање на друг аеродром, ќе се најдеш со некоја од другите учеснички, веќе сите летавме до Шанкај или до Пекинг. Јас се погодив со 7 други држави на мојот првичен лет Виена Шангај, али повторно си сам. 13 часа лет сам се седиш на седишта, си се анимираш со филмови, со телефонот, или спиеш, или размислуваш, возбудата те јаде, така да поминува. Јас имам трпение за такви работи, воопшто не ме фаќа анксиозност или клаустрофобија или нешто такво, така да немам проблем, дури ми беше и одмор, да кажам. Тоа многу значи, тоа е баш предност, посебно за вакви долги летови. Тоа е одлично. Зборуваме за модата, за манекенството, колку е составен дел од твоето секојдневие, колку внимаваш на тоа како ќе се облечеш, како ќе изгледаш, фризура, шминка во твоето секојдневие? Модата ми е многу голем елемент во мојот живот. Тоа не е не само заради моделингот, туку било од мои 3, 4, 5 години, од кога разбирам за сама себе и за светот што се случува. Јас знаев дека јас сакам да се облекувам убаво. И знаев дека сакам да изгледам на начин како што сум се трудела да изгледам. Имам различни стилови, секогаш зависи како ќе се разбудам наутро. Дали тоа ќе биде нешто повеќе стрит стайл, повеќе лежерно. Имам многу машка гардероба која што сама лично си ја купив со оглед на тоа дека некогаш сакам така по комфортно и лабаво да се облечам, некогаш сум фул во штикла, во тесна панталона, многу поелоквентски. Подотерана, поелегантно, да. Да, и многу зависи, али стилот и модата се голем дел од мене, многу повеќе него шминка или фризура. Например, некогаш и да не сум нашминкана, сакам да сум облечена елегантно и прикладно. Така. Да. И во овие есенско-зимски денови, што е оно што е задолжителен детал кај тебе во плакарот? Ја многу сакам слоеви. Така да тоа најмногу ќе го видите кај мене. Капут, шалови, капи, широка фармерка, зимно време ми е многу еден голем must have, со Timberland чизми или пак со некоја лежерна патика, и тоа е во главно 90% од времето. Така ќе ме. А Бисера, кога гледаш на своите врсници, каков е стилот сега кај младите на твоја возраст? Како се облекуваат? Па, младите на моја возраст веќе се целосно, сакам да кажам, оформени личности, и тоа многу ме радува дека веќе 21-22 години секој си е свој. Го поминавме тој периодот на фази, на следење трендови. Слично се, секогаш ќе има некој што сака да го следи трендот, но се повеќе и повеќе гледам автентичност и уникатност. Стиловите се изградени и секој си се носи и облекува тоа што го сака. Али во главно се тоа. Фармерки, мајчка, јакна. Да. Casual. Па може да се забележи варианта. различен стил на облекување, баш и кај повозрастните, и кај помладите. Да. Некако сега е баш период каде што кој што сака носи. Да, секој може да си е свој многу лесно и без никакви предрасуди. Веќе во 2025-2026. Така е. Така да ме радува тоа. Апсолутно е така. Во однос на твоите следни планови ангажмани, можеш ли нешто да ни најавиш? Да, почнуваме сега полека со припреми за Miss Model of the World во Кина, кој што ќе биде од 27 ноември до 5 декември. Помал избор, али тоа е светски избор со 45 државни представнички, ми се чини, каде што сите се модели, сите се манекенки, значи од 1,75 до 1,80 м, слаба фигура и од многу друг контекст е изборот. Повторно ќе биде во Кина, но овој пат во Шензен, за разлика од Miss Tourism World што беше во Чангша. Така. Имавте ли време да прошетате, да разгледате? Да. Во однос на самиот избор,
голема благодарност за организацијата. Има организирано они секој ден различна екскурзија, да видиме различен храм, различен дел од градот, различна некоја атракција. А вон тоа имав 10 часа леовар во Шангај, ги искористив. Имав 10 часа леовар во Виена и тие ги искористив за мала обиколка на градот. Па, одлично, баш убаво. Спомна висината на манекенките. Секој избор си има различни стандарди на висина? Да. Овде беше од 1,72 до 1,82 м. До метро 82 или не? Јас сум 80. Не, велам од 1,72 до до 1,82 м. Така. Да, повеќе над тоа е веќе над нормалата. И од 18 до 26 години не смееш да имаш тетоважи, не смееш да си во брачна заедница или да си мајка и не смееш да имаш никакво криминално досие и мора да имаш завршено бар средно училиште и да си запишана на факултет за учество на Мис Туризам Урб. Што сметаш за овие правила? И дали секој мис има своји правила? Секој избор си има своји правила. Еве Мис Юниверс можам да го набројам овде дека Мис Юниверс комплетно ги тргна правилата за години и за брачна заедница и за мајка. Во однос на сите останати избори, тоа правило дека мора да не си во брачен однос и да не си мајка, мислам дека е многу валидно со оглед на тоа дека победничката година дена од својот живот ќе мора да си биде кралица и да однесе таа титула. Многу различни што значи тоа? Што треба да прави? Многу различни гостувања, многу различни екскурзии, многу различни обврски со однос на тоа дека она ќе биде Мис Туризам на светот. И она таа титула ќе мора да износи цела година. Нешто што сметам дека една мајка не би имала време да го одвои. Па затоа тоа правило ми е сосем окей. За тетоважите не разбирам дека не може една мисица да е целосно тетовирана, али они беа многу ригорозни во однос на тоа дека и мали букви, некои девојки има и мали букви и тие мора целосно да бидат покриени. Што не сум размислувала многу за овие правила, бидејќи знам дека не прекршувам јас ни едно. Да, меѓутоа доста делува да кажам така интересно, необично, нели? Ајде за висина, за тежина, тоа е веќе друго, меѓутоа овие вака споредни правила, тоа значи дека не може баш секој, нели, да Не. Дека доста фактори играат, не само да си убава, изгодна и висока, нели, туку Па не е само тоа, бидејќи ти се надпреваруваш, ти си ја представаш државата. Ова е на некој начин олимписки игри во однос на тоа што твојата држава смета дека треба да има една мисица, една жена. И секако дека тоа не може да биде секогаш представено со тетоважи или како мајка или некоја постара госпоѓа. Сето тоа си во мои очи е во рамките на нормалното. Така, апсолутно, и сепак и ова е неверојатно искуство за тебе и да се биде дел и да се освои награда, тоа е навистина не направи горди. Да. И една убава вест ни внесе во овие времиња, така што баш убаво што беше, имаше можност да бидеш дел од овој голем избор на Мис Туризам во Кина. Ти благодарам многу, секогаш ми доаѓаш со убави поводи. Се надам таа традиција ќе продолжиме. Се надевам и јас. Ќе се вратам во декември од другиот избор во Кина и ќе видиме со што. Така, дај Боже со нешто најубава награда на свет. И ето ти посакувам многу успеси понатака. Ти благодарам многу, Марија, уште еднаш ти благодарам за поканата. И се надевам во наредна прилика ќе се видиме со уште нешто уште поубаво за Македонија. Дај Боже, јас исто не навикна на награди, така и нека остане. Почитувани гледачи, Бисера Цуцулова, наша позната манекенка, освои место трета придружничка на Мис Туризам во Кина неодамна и токму затоа ја поканивме да ни дојде на гости денеска во неделниот микс. Со ова убава вест и овој убав разговор го завршуваме полека и ова издание. Ви благодарам што бевте заедно со нас изминатите минути и се надевам дека така ќе останете и во добро расположение и понатака и секако дека ќе не гледате и следниот викенд. Довидување.